Протестирање за работна дозвола во Франција во ова студено попладне. Абубакар Дембеле од Мали го минал Медитеранот за да дојде во Европа на расклиман брод во 2018-та во потрага по работа. Бевме 72 на бродот. Се работеше за смрт или слобода. Некои дојдоа овде заради војната, други заради економијата. Денеска тој и други сакаат властите да им дадат документи по години живот и работа на црно. Сакаат документи какви што добиваат украинците на пристигнување во Франција. Иако многумина овде не избегале заради војна, има отпор спрема преференцијалниот третман на украинците кои избегале од војната. Милионите украински бегалци на Европската Унија добиваат документи за работа, сместување и социјални услуги. Напливот од овие бегалци прави притисок на системот на Европа, оставајќи ги другите бегалци кои не се од Украина да се снаоѓаат за сместување во држави како Холандија и Франција, каде некои живеат во кампови од шатори во околината на Париз. Гледаме неверојатна солидарност према украинските бегалци последнава година. Тоа е во контраст со се порестриктивните политики спрема другите бегалци кои доаѓаат во Европа. Во Европската Унија во 2022 година пристигнаа повеќе од 1 милион неукраински мигранти и баратели на азил, што е голем скок за последниве години. Блокот размислува за нови начини да испрати некој од нив назад. Имаме 3 пати повеќе апликанти за азил отколку нерегуларни пристигнување, и тоа е оптоварување на капацитетите за прием. И многу од нив немаат потреба од меѓународна заштита. Повеќе држави градат бариери, како во време на европската мигрантска криза во 2015-та. Десничарските партии во Италија и на други места бараат поцврста политика за да се запре миграцијата. Овде во Франција нов предлог закон за имиграцијата ќе ги засили депортациите и ќе постигне тоа што центристичката влада го нарекува балансирана миграција, што вклучува легализирање на некои недокументирани работници во сектори каде нема доволна работна сила. Тоа може да биде добро за некои мигранти од Западна Африка кои добиваат помош овде за аплицирање за легален статус во Франција и ќе згрижи некој од студот на денешните демонстрации.